На 9. октомври 1934 година кралот на Југославија Александар и направи државна посета на Франција. Камерите го следеа овој настан. И така тие снимија една од најзабележителните секвенции што некогаш биле снимани. Додека поворката го минуваше трговскиот дел на Марсеј, еден човек испука 10 куршуми во колата на кралот. Кралот беше убиен заедно со францускиот министер за надворешни работи Бату. На овој ден 1978 година името на ајатолахот Хомеини одвај беше познато надвор од муслиманските кругови во Иран. Тој беше протеран од иранскиот шах и живееше 15 години во Париз, каде што беа направени овие снимки. По неговото враќање во Иран, тој продолжи со чистењето на шаховиот режим и создавање режим врз стриктни муслимански закони. На 9. октомври 1967 година Ернесто Че Гевара, кој беше еден од раководителите на кубанската револуција што Фидел Кастро го донесе на власт, официјално беше прогласен за мртов. Овие се едни од последните снимки на Гевара. Тој беше убиен во Боливија, напуштајќи ја Куба и продолжувајќи ја идејата за револуција во друг дел на Латинска Америка. На 9. октомври 1968 година, на еден кралски поморски брод на Гибралтар, британскиот премиер Харолд Вилсон водеше разговори со родезискиот расистички лидер Јан Смит околу решавањето на зголемените проблеми на Родезија. Ова беше втора средба меѓу овие две личности. 12 години подоцна проблемот го реши самиот народ со прогласувањето на Република Зимбабве во април 1980 година. На овој ден, новиот член во кругот на животните во Лондонската зоолошка градина го имаше своето прво дерби. Тоа беше бебе горила, првородено во зоолошката градина. Малото машко горила, во присуство на новинарите, замина на своето прво вагање. Само неколку месеци по завршувањето на војната, во 1945 година, маршал Јосип Броз Тито првпат дојде во Македонија. Веднаш по пристигнувањето маршал Тито му се обрати на македонскиот народ со следниве зборови. Одамнешна желба ми беше да дојдам во Македонија, но работите, неодложните работи ме спречија. Еве денес доаѓам во една федерална единица, која е рамноправен член со другите федерални единици на Југославија, а која до оваа војна имаше најмалку права. Јас сум уверен дека Македонија во нова федеративна демократска Југославија ќе може да ги развие сите своји културни и економски сили за доброто на македонскиот народ и за доброто на целата заедница на народите на Југославија. Утредента на 11. октомври, маршал Тито пред повеќе од 60.000 граѓани од Скопје и Републиката го одржа својот прв говор во Скопје. На 10. октомври 1967 година во Скопје свечено беше отворена Македонската академија на науките и уметностите МАНУ. Основањето на МАНУ најде голем одглас во земјата и во странство. Македонската академија доби голем број честитања од представнички тела на Федерацијата и Републиката, универзитетите во Југославија и голем број установи од областа на науката и културата, како и од голем број општествени организации во земјата. Исто така основањето на МАНУ беше поздравено од над 40 академии надвор од Југославија. Инаку во академијата работа 3 одделенија. Одделение за општествени науки, за природно-математички и одделение за уметност. Од основањето до денес МАНУ има постигнато големи успеси и даде голем придонес во развитокот на општествените природно-математичките науки и на полето на уметноста.
Уште од своето основање Македонската академија има воспоставено тесни врски и соработува со сите југословенски академии и со голем број академии во светот. На 10. октомври 1961 година во Париз се состанаа западногерманскиот канцелар Лудвиг Ерхард и британскиот министер за протокол Едвард Хит, откако Британија го направи првиот чекор кон членувањето во Европскиот заеднички пазар. Хит беше тука како главен мисионер на владата на Макмилан. Иако тогаш не се знаеше, меѓутоа против таквиот чекор беше председател Де Гол. Сепак Британија влезе во Европската економска заедница дури по 12 години. 30 годишнината од основањето на Северна Кореја беше прославена на 10. октомври 1975 година и по тој повод се одржа голем собир на работничката партија, на која зборуваше председателот Ким Ил Сунг. Тој раководи со земјата веќе над 36 години. На 10. октомври 1975 година се појавува уште еден политички водач. Господја Маргарет Тачер се потврди како лидер на британската конзервативна партија со еден говор на конференцијата на партијата. По помалку од 3 години во Британија таа стана првата жена премиер. Брилјантен пример на летачка вештина беше демонстриран на 10. октомври 1969 година на Сиднејскиот аеродром во Австралија, кога еден авион со скршено предно тркало направи контролирано слетување. Авионот кружеше над аеродромот цели 3 часа, додека екипажот се обидуваше да го ослободи тркалото. Кога заврши рискантното слетување, ниту еден од 27 патници не беше повреден. Еден спорт каде што беше многу позначаен инстинктот на агресивност, одошто вештината на возењето беше познат под името трка со трескање. На овој настан во 1972 година колите едноставно се возеа се до уништување. Единаесети октомври, ден од најсветлите денови во историјата на македонскиот народ. На тој ден 1941 година, со првите истрели во Прилеп и Куманово, македонскиот народ здружен со народностите од Македонија, предводен од Комунистичката партија на чело со Тито, се дигна на оружено востание против фашистичките германски и бугарски окупатори и домашните предавници. Македонскиот народ со пушка в рака, со оружена борба, започна да ја решава својата судбина. И македонскиот народ со започнувањето на оружената борба од 11. октомври 1941 година се нареди во стројот на Титовата оружена револуција во Југославија со другите братски народи и народности и водеше немилосредна борба со сите непријатели се до конечното ослободување во 1944, односно 45 година. По победата над фашистите и за македонскиот народ светна слободата која со векови беше очекувана. Се оствари вековната борба на македонскиот народ за слободата на Македонија. Македонија стана братска заедница на македонскиот народ и народностите што живеат во неа. За македонскиот народ кој создаде своја македонска држава по пат на револуција, во составот на Демократска Федеративна Република Југославија,
односно Социјалистичка Федеративна Република Југославија, започна нова страница во неговата историја, а денот 11. октомври 1941 го прославува како еден од најсветлите денови во неговата револуционерна борба, која конечно му донесе слобода. Островот Фиџи на Пацификот својата независност ја прославуваше на 11. октомври 1970 година. На прославата беше присутен и британскиот принц Чарлс, кој ги комплетираше формалностите што го окончаа 96 годишното британско управување со островот. Борбениот бомбардер F-111 своето финално одобрување од американското воздухопловство го доби на 11. октомври 1966 година. Авионот, што во текот на летањето ја менува формата на крилјата, во почетокот на своето развивање се соочи со повеќе проблеми. На 11. октомври 1974 година во пограничната провинција на Пакистан, Балуџистан, се изврши мирно предавање на оружјето меѓу бунтовниците од провинцијата и пакистанските власти. 1200 мари, бунтовници, го предадоа своето оружје како одговор на амнестијата објавена од бившиот пакистански премиер Буто. Во горниот дел на Боливија авионот е од витално значење за транспортот, но има и спектакуларно значење. Слетувањето на ридските писти, како и на писти сред џунглата, летањето го прави напорно, но боливиските пилоти и нивните застарени машини ги прават своите многу значени патувања секојдневно. Ова се филмските студија Пайнвуд, каде што на 10. октомври 1976 година артистката Гленда Джексон зборуваше за својата улога на ликот на уште попознатата Сара Бернар, жената која стана легенда како најголема артистка во светот. Еве како Гленда Джексон ја представуваше Сара Бернар. Од 12 до 14 октомври 1948 година во Белград е одржан 4-тиот конгрес на СКОЈ, во присуство на 946 делегати. На конгресот беше поднесен извештај за изминатиот пат на СКОЙ, од формирањето во 1919 година, пред и во текот на народно-ослободителната борба и револуцијата, од 1941 до 1945 година, и улогата на СКОЙ во обновата и изградбата на земјата. На третиот ден од работата на конгресот присуствуваше и маршал Тито, кој на СКОЙ му врачи орден Народен херој. Конгресот донесе посебна одлука со која СКОЙ се соединува со Народната младина на Југославија во единствена организација Народна младина на Југославија. На 12. октомври 1936 година британската влада спроведе акција за притегнување на политичките насилства во тогаш вознемирениот Лондон. Антифашистичкиот марш што го организираа предходниот ден комунистите имаше за цел да ги спречи нападите на фашистичката партија на Освалд Мосли против евреите и другите прогресивни сили од градот.
Повеќе пати се случуваа судири, насилства и тепачки меѓу двете партии, но ова беше окончено со силната контраакција на полицијата. На 12. октомври 1976 година кралот на Саудиска Арабија Халид го постави камен темелникот на најголемата муслиманска џамија во светот во главниот град на Пакистан, Исламабад. На церемонијата кралот беше придружуван од пакистанскиот премиер Зулфикар Али Буто. Кога ќе се заврши џамијата, во себе ќе може да прими 33.000 верници. „12. октомври 1963 година. Италијанските екипи го расчистуваат северниот град Лонгароне, кој предходниот ден страдаше од водата на една голема брана што попушти. Спасувачките екипи најдоа 1500 тела, а во поплавениот град беа закопани уште 1000 други тела. Јужниот крос рели се состои во минување 2700 км преку австралиската пустина и тој со право е наречен најтешка моторна трка. Во 1977 година првите 3 места ги зазедоа финците. Нацистичка Германија беше восхитена кога поранешниот крал на Англија, војводата од Виндзор и неговата сопруга ја посетија Германија во октомври 1937 година. За срам на владата во Лондон, војводата не го криеше своето одушевување од Хитлер и новата Германија што тој ја создаваше. Кога сенаторот Бари Голдвотер се појави во Њујорк во текот на претседателските избори во 1964 година, од страна на неговите поддржувачи му беше приредена овација од половина час. Демонстрациите како оваа во текот на изборната кампања убедија многумина дека Голдвотер ќе го победи претседателот Џонсон. Но исто така и опозицијата кон Голдвотер беше голема. Тој на претседателските избори загуби. Во октомври 1965 година низ цела Индонезија се јави бран на антикомунистичка хистерија. На 13. октомври во главниот град Џакарта разбеснети муслимански групи ја нападнаа зградата на комунистичката партија која ја запалија и во неа се беше уништено. На 13. октомври 1978 година повеќе милиони луѓе во индиската држава Западен Бенгал останаа без домови во текот на поплавите какви што одамна не биле видени. Илјадници луѓе ги загубија животите, а штетите се проценуваат на $2 билиони. На 14. октомври 1944 година врховниот командант на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија маршал Тито потпиша упатство за начинот на предлагањето и доделувањето ордени. Со тоа упатство беа определени условите за предлагање и доделување на ордените. Орденот Народен херој, орден Партизанска звезда од прв,
втор и трет ред, орден на народното ослободување, орден на братството и единството, орденот за храброст и медал за храброст. На 14. октомври 1933 година Хитлер го напушта Друштвото на народите и со тоа почнува вооружувањето на нацистичка Германија и подготвувањето за Втората светска војна, која на човештвото ќе му причини 50 милиони жртви. Единаесет години подоцна Хитлер ја губеше целосно својата моќ. Во меѓувреме тој го имаше вовлечено светот во војна, ја имаше поробено Европа. Една од личностите кои му помогнаа во тоа беше фелдмаршалот Ервин Ромел. Тој ја прегази Франција, а подоцна со успех се бореше и во пустината на Северна Африка. Но летото 1944 година беше замешан и во заговорот против Хитлер и изврши самоубиство на 14. октомври 1944 година. Двајт Ајзенхауер беше една од истакнатите војни личности на Втората светска војна. Ајк со успех ја продолжи кариерата и по војната. Тој беше председател на Соединетите Американски држави 8 години. Во текот на неговите последни месеци во Белата куќа на 14. октомври 1960 година му беше прославен 70-тиот роден ден. Долго време пред роѓањето на Ајзенхауер, Томас Единсон имаше усовршено истражување околу цел список откритија, како што се електричната светилка, телепринтерот, фонографот и десетици други. Во времето кога умре, во 1931 година, овој гений имаше преку 1000 патенти и тој со право се смета како најголем технолог на сите времиња. Овде го гледаме на неговиот 80-ти роден ден со уште еден гений, Хенри Форд. Бинг Кросби беше познат исто колку и секој друг човек од 20-тиот век. Во времето на неговото пеење, а тоа траеше скоро цел живот, во светот се продаде околу 300 милиони негови плочи. Неговата кариера започна во 20-тите години и едноставно никогаш не заврши, се до неговата смрт на 14. октомври 1977 година. Those were the times we all enjoyed so much. Thank you very much. Во првата половина на октомври 1944 година е формиран 15-тиот корпус на Народно-ослободителната војска на Југославија. Во составот на корпусот влегоа борците од 41-та, 48-та и 49-та дивизија. Во почетокот на дејствувањето, по формирањето, корпусот водеше борби со окупаторите во јужните и западните делови на Македонија. Овој корпус имаше големо значење во ослободувањето на Македонија и ликвидирањето на контрареволуционерите групи во Македонија. Во почетокот на декември 1944 година, 15-тиот корпус е реорганизиран и е упатен на Сремскиот фронт да се бори во составот на првата армија на Југословенската армија против германските сили. 15-тиот корпус успешно се бореше на Сремскиот фронт и во борбите за конечното ослободување на Југославија по пробивот на Сремскиот фронт. На 15 октомври 1971 година во древниот град Персеполис беше прославено 25 годишното постоење на персиската цивилизација. По тој повод шахот приреди мултимилионска историско-спектакуларна свеченост, која беше дел од националната прослава. На свеченоста присуствуваа државници од многу земји во светот.
На 15. октомври 1943 година почина еден ветеран, францускиот лидер Раимон Пуанкар. Тој беше председател на Франција во текот на Првата светска војна и неуморно работеше на блиските односи меѓу Франција и Англија. На 15. октомври 1963 година Конрад Аденауер, западногермански лидер од 1949 година, се повлече за да му го отстави местото на еден помлад човек, Лудвиг Ерхард. Аденауер, кој се противеше на нацистичкиот режим, беше испран по војната за канцелар на Западна Германија. Во 1938 година легендарната филмска артистка Грета Гарбо беше на врвот од својата слава. Големата убавина и природниот талент за изведување на вистинското пред камерата ја направија славна.